Почитуван председател Пендаровски, почитуван председател на владата Зоран Заев, почитуван министер Поповски и останати министри кои што се присутни, представници на агенциите на Оперативната техничка агенција, почитувани медиуми, почитувани господа. Дозволете ми на самиот почеток да го поздравам конституирањето на акцијска група за координирање на институциите на државата против нападите за информациите на сакам да искажам задоволство што сум дел од овој прв чекор, но многу неопходен во оваа насока. Ова е еден знак дека оваа негативна појава, особено дезинформациите, која што рака на срце е многу појавена одамна, има потреба и ова ме радува фактот дека ние сме собрани во еден ваков состав. Ова е знак дека оваа појава не засега како држава и дека сериозно е сватена, а од информацијата што беше споделена, јас можев да сватам дека е во процес на изработка и еден акцијски план за справување со дезинформациите и нападите врз демократијата на едно системско ниво, со цел да се зајакне и националната безбедност и секако сигурноста на граѓаните на Република Северна Македонија. Јас ова го поздравувам. Почитувани, живееме во современ свет, во свет на глобализација, свет на современа технологија, која што се менува и секој ден се повеќе се усовршува. И границите кои што некогаш беа невозможно да се поместат, денес се поместуваат се повеќе. Сето ова ме радува и ме плаши, затоа што значи дека информациите се шират со една незамислива брзина. Меѓутоа, не само ова, туку и дезинформациите кои што се шират со стрикно одредени, секако не се со добри намери. Штетата која што може да ја предизвикаат, обемот и брзината со која што се шират, не може да се поправи, не може ниту да се врати назад. Денес информацијата и дезинформацијата се едно најсилно современо оружје. Со ова се нарушува интегритетот на личности, на држави, се предизвикуваат и конфликти и се шири една општа недоверба во личностите, во институциите, помеѓу државите. Дезинформациите се всушност еден од главните предизвици на демократијата како универзално право на човекот. Кога зборувам за демократијата, граѓаните имаат право на транспарентност на институциите, за отчетност во работењето на јавните личности, со цел да стекнат доверба, но и кај носилите на јавните функции. Меѓутоа, непотребна е многу голема внимателност за овозможување на ова демократско право. Затоа, многу храбрува фактот што во новата стратегија за транспарентност, стандардите кои што ќе се втемелат во овој систем, ќе се создаде една листа на документи и информации за кои што институциите ќе бидат задолжени во одреден временски рок да ги објавуваат и да ги ажурираат, затоа што на тој начин ќе се намали, ќе се стесни просторот за манипулирање со дезинформации, бидејќи самите граѓани ќе имаат увид во работата на институциите за кои што и ќе ги добиваат изворно информациите. Почитувани, во врска со транспарентноста, Собранието на Република Северна Македонија, според извештајот за напредокот на Европската комисија, навистина е транспарентно во својата работа, отворено е наспрема граѓаните, кон институциите, граѓанските сектори и секако кон медиумите. Јас, од доаѓањето на функцијата председател на Собранието, бев отворен спрема новинарите, директен и секогаш на располагање за сите можни прашања, бидејќи сметам дека вистинитата информација, добиена од самиот извор и секако пренесена автентично од новинарите и медиумите кои што се одговорни и посветени кон оваа професија, може да се произведе само позитивни ефекти, односно взаемна доверба меѓу носителите на јавните функции, медиумите и граѓаните. На крај на секој месец јас имам средба наречена кафе со новинарите, на која што се покануваат сите акредитирани новинари и кое што овие средби се исклучително корисни за двете страни. Нормално ова не значи дека нема да има никогаш намерно злобни коментари или пак некои забелешки, меѓутоа секако дека ќе го намали, ќе го стесни просторот. Почитувани присутни, ја поздравувам сите оние чекори кои што се наведени, кои што ќе бидат преземени од владата за да се спречи ширењето на дезинформациите, едукативните кампањи, креирањето на национална стратегија,
отворената дискусија со медиумите, медиумските здруженија и граѓанскиот сектор со една цел, односно утврдување на медиумски стандарди за интернет порталите во согласно со препораките на Европската комисија. Се надевам и особена надеж влева иницирањето на создавање на листа на извори кои што секако шират дезинформации, но и соработката најавена со Европската комисија. Ние како собрание секогаш ќе бидеме отворени за секоја една активност која што е насочена кон спречување на оваа негативна појава и нормално доколку има промена од правење на соодветни измени во постојаните законски решенија. Јас ви благодарам за вниманието и посакувам успешна и плодна работа.